Поставена изложбата на уметнички фотографии Мајски салон, издание за 2025 година. На неа, како што рековте, учествуваат поголемиот дел од нашите членови. Исто така, утре и задутре, во трајање од по 2 часа, со почеток од 8 часот навечер, ќе бидат прикажани добитниците и селектираните филмови на нашиот 7ми поред фестивал на краток филм, односно интернационален фестивал на краток филм, кој од надпреварувачки карактери учествува околу 200 филма од 40 и повеќе држави од целиот свет. Предходните 2 години ние бевме гости и почнавме некоја иницијатива да се збратимуваме со клубови со кои учествуваме на секоја година, обично во октомври, на самит на XU фотографии. Меѓутоа, оваа година идејата беше сега ние да сме тие први што ќе отидеме некаде. Така да бевме гости на фотоклуб Загреб. Тоа е еден од најстарите клубови во Европа, можеби во светов. И на наше големо задоволство се договоривме оваа година прво ние да идеме, а ќе видиме како ќе течат договорите и преговорите. Се надеваме дека чекаме, тоест нивниот план да видиме да определиме термин за наредна година, они да не бидат гости и се надеваме во овој исти простор дека пак по трет пат ќе потпишеме договор за соработка, односно збратимување со уште еден клуб. Освен тоа, прошлата година се обидовме не баш многу успешно да одржиме школа за аналогна фотографија. Оваа година ќе видиме како ќе биде со сите настани кои се десија во блиско минато. Така да освен тоа, при крај на годината, како и секоја година, имаме уште една изложба, меѓутоа овој пат од интернационален карактер и надпреварувачки карактер. Фотосалон Куманово. Се надеваме дека и оваа година ќе успееме и таа изложба да реализираме со патронажи од сите светски организации и така натаму. Фотокино клуб Козјак постои од 1948 година. Тоа е документ кој го најдовме како лична карта на времето пишувана во поранешна Југославија со определени настани кои они ги правеле. Претпоставам како ние сега што поднесуваме кон Министерство или Општина Куманово за финансии и така натаму. Не можам да ви кажам, мислам, не може никој да ги изброи колку фотографии имаат направено. Ние имаме скоро се ние за среќа дигитализирано, барем тоа што е останато, тоа што сме нашле, тоа што останало во просториите на Козјак, и тоа е една огромна колекција која ја чуваме на не знам колку места више ископирано за секој случај. Меѓутоа, еве, само секој од нас до сега има по минимум 200-300 дела кои више идат у оптек, сега не се сите најуспешни, меѓутоа идејата и поентата и така почнавме и борбата за изложби и надпреварување, собирање на поени која не носи од пример во Фотосојуз на Македонија од фотограф трета класа до мајстор на фотографија и сега нели втора класа, прва класа, кандидат мајстор и мајстор. Моментално Маријан Јаневски ни е со највисоко звање, односно кандидат мајстор и чекаме да заврши он колекција и се надеваме дека конечно ќе имаме мајстор на фотографија во Фотокино клуб Козјак Куманово. Исто така имаме филмови 70 години на минатиот век. Имало многу добра продукција, значи ние имавме овде прекрасен настан за 70 години, се надеваме уште подобар ќе направиме за 80. Тогаш прикажавме филмови, не знам дали сте биле присутни. Се надевам сите што беа тука. Имам еден постер и во кола ми е моментално, меѓутоа го тргнав за да го однесам да го дигитализирам и него кај што се потпишаа сите присутни, што е нешто што баш денес го размишлјав. Замислите такво нешто да се направи, мислам да е направено на Кански фестивал или на Оскар, на доделување на награди. Колку би се придало до значење, пример. Сега, не за жал, имаме среќа што такво нешто е направено во Куманово, што на нив не им текнало, не знам како да кажам.
Така да, не знам, јас сум председател последниве 4 години, пред мене биле други, се труделе сите работеле за Козјак, сето што е останато во Козјак гледаме да го сочуваме за наредните генерации и се надеваме дека сите овие изложби ќе се множат и во наредните години. Како и секоја година, како и постојано што се случува, значи општина Куманово учествува во вакви настани кои се битни за културниот живот општо во Куманово и постојано се труди и градоначалникот и ние како совет, значи да излеземе во пресет на било каков настан што се збогатува културниот живот во овој град. И единствено се надеваме дека со ова што им се пружат на луѓето многу можности и различни настани за секаков вид на љубители на уметноста, дека само останува на луѓето да доаѓат, да ги видат овие прекрасни настани, да ја доживеат уметноста и едноставно да се збогати културниот уметнички живот во Куманово. А мислам дека постојано е многу зголемен бројот на културните настани, постојано има Фондацијата за спорт и култура, постојано објавува на нивната веб страница за настани што се случуваат, за целокупниот месец однапред што е планирано со датуми, со време, така да што луѓето кои што се заинтересирани најдобро може да видат на нивната веб страница и да се запознаат со репертоарот на кој што предстои и да дојдат и да видат дали без разлика дали тоа ќе биде овдека во Занечискиот дом, дали ќе биде во културниот дом, дали ќе биде во музејот, било каде, општината секако учествува во сите овие изложби, представи, културни збиднувања од секаков вид, така да што на луѓето од Куманово, односно на граѓаните, само останува да дојдат и да уживат. Вечерва сум присутна на една убава изложба. Нешто убаво да се случува во градот, навистина е за пофалба на ракотворците. Кумановци, за жал, гледам дека не ги интересира многу ова што некој се трудел. Инаку во Куманово постои традиција за изложби на фотографии, но не знам зошто толку е мал одзивот. Навистина треба да се види нешто прекрасно за очи, за психа, за душа, за срце. Фотографијата е исто како една убава песна. Да сте чуле, како вечерва што чувме убави македонски песни, шлагери од некое време, така да едно со друго оди. Навистина се трудам кога сум во можност да присуствувам, бидејќи ме исполнуваат фотографиите. Сум работела 40 години со деца. Творењето на деца е нешто најубаво. Детето, како што знае да се произнесе преку фотографија, ова го видов вечерва тука. Навистина, во позадина ми е една прекрасна фотографија од центарот на Загреб. Преубава фотографија. Можам да кажам сите се убави, немам зборови. Навистина труд, навистина секоја чест и пофалба.